Почитувани ученици, драги дечиња, јас сум Иле Мишевски, наставник по физичко и здравствено образование во основното училиште Страшо Пинџур, село Малокоњари, Прилеп. Денес, како наставна содржина, ќе не биде да се запознаеме со правилното одење. Како да научиме правилно да одиме? Да научиме како правилно се оди, треба да вежбаме едноставни вежби. Што представува тоа стојна нога? Ногата на која стоиме се вика стојна нога. Што е тоа? Замавна нога. Ногата која при одење е подигната и не ја допира под ногата се нарекува замавна нога. На следниот слайд имаме задача да пробаме да одиме како момчето на сликата. Тука ни е објаснато која е стојната нога, која е замавната нога. Гледаме дека при подигнување на десна нога наизменично се подигнува левата рака. Вие, ученици, како задача имате да направите имитација на овој вид на движење. Вежби за одење. Одење со нагласено стегнување на стојната нога и природно згрчено замавна нога, комбинирано со работа на рацете. Си задавате една патека која што сакате да одите и како што гледате на сликата имитирате вид правилно одење со подигнување на изменично нога и рака. Одење со промена на правецот. Промена на правецот на движење подразбира одење со свртување во лево и десно. Ако свртувањето во лево, тогаш левата нога пред свртувањето е понапред. А ако свртувањето е во десно, тогаш десната нога е напред. Погледни ја сликата и пробај така да се движите. На сликата е објаснато, значи одење со промена на правец. Обележи си некоја патека каде што ќе имаш промена на правецот и пробај да изведеш правилно движење со промена на правец, односно правилно одење. Исто така можеме да пробаме да одиме со вртење цел круг. Вежбите за одење со свртување се важни за да може во иднина полесно да се изведуваат сложени вежби кои што ќе се работат во ритмичката и спортската гимнастика. На сликата имате објаснато како можеме правилно да одиме со вртење на цел круг. Како завршен дел од часот, ќе си зададеме на игричка со зададен правец и насока на движење. Играта може да биде со движење напред и назад, каде што треба секогаш да внимаваме при правилното одење, телото да не биде исправено. Правилно право одење и потоа дијагонално во лево и во десно, потоа пак право одење со движење во лево и десно и движење по права линија. И благодарам на вниманието, се надевам дека ќе се слушнеме на наредниот час. Довидување.